Братучедот на поранешниот премиер и лидер на СДСМ Трајче Заев со семејството се иселиле од државата. Неофицијално како дестинација за почеток на новиот живот ја избрале Австрија и уште на стартот од оваа школска година децата биле испишани од училиште. Алфа од родители на ученици кои учеле со едно од децата дознава дека деветоделенката при збугувањето со своите сокласници била тажна бидејќи ќе ја напушти родната Струмица. Директорката на основното училиште Никола Вапцаров не сакаше да коментира, со образложение дека поради здравствени причини е отсутна од работа и не може да провери дали има и во кој месец е направен исписот. Трајче Заев, освен по тоа што е братучет на поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев, на јавноста е познат и по низата скандали кои се поврзуваат со неговото име. Минатата година, фирма во негова собственост поради неплатено ДДВ во висина од 2 милиони евра се најде на листата топ 10 најголеми должници на управата за јавни приходи. Пред 3 години пак, името на Трајче Заев се поврзуваше и со акцијата на ДЕА, во која беа запленети 200 килограми канабис вреден 800.000 евра. Во акцијата беа уапсени командирот на прилепската полиција и личниот возач на Трајче Заев Александар Ушликовски. Тогаш лидерот на СДСМ го правдаше својот братучет и демантираше било каква поврзаност со нивните фирми. Мојот прв братучет Трајче Заев имаше јавен коментар и сигурно допис до медиумите, не знам како е соопштено. И секако и јас разговарав со него. Лицето Александар, не го знам презимето, не е вработен во семејните фирми на Заеви, ниту пак комбето е во собственост на семејните фирми во Заеви. Лани албанската телевизија Ора објави дека Трајче Заев со кодирани пораки се обидувал да спречи објавување на аудиоразговори, во кои имало докази дека државни функционери од СДСМ и ДУИ саботирале акции на странски агенции за сузбивање на шверц на марихуана. Единствена потврда за акција на странски агенции во нашата држава е онаа на ДЕА во Плетвар. Инаку Трајче Заев се прослави и со својот Мајбах од 300.000 евра, кога го паркираше на пешачки премин во Скопје, додека пазаруваше во Хуго Бос.